Скандалот на клиниката за онкологија го откри црното петно во македонското здравство. Ако до неодамна се зборуваше за проблеми во македонскиот здравствен систем, сега веќе во јавноста отворено се коментира и се употребуваат разноразни епитети, почнувајќи од кратци, криминалци и не сакам да спомнувам што понатаму. Онкологија стана предмет на истрага и тоа токму поради приказните кои што ги отвори Фокус, неделникот Фокус, за злоупотреба на лекови. Со мене денеска, всушност со нас, во ова студио е Ирена Мулачка, моја колешка, новинарка на Фокус. Незиниот подпис стои зад сториите, зад текстовите за скандалот со онкологија. Фокус ја разоткри разработената криминална бизнис мрежа со лековите, со цитостатиците. Се препродавале лекови, а во бизнисот биле вклучени лекари, медицински персонал. Некој зборува дека е поранешното раководство, па тука се спомнуваат поранешни министри и така натаму. Мулачка, од кога датира овој проблем? Каде е коренот на приказната? Вака, коренот на приказната почна уште многу поодамна. Значи, јавна тајна е дека на клиниката за онкологија подолг период се случувале кражби на лекови, со тоа што клиниката имаше во последните 20 години и предходни директори кои биле мета на истраги. Само да појасниме пред јавноста дека Мулачка е новинарка која што долго време го следи ресорот здравство и всушност се запознаена многу добро со се тоа што се случува и со целата проблематика во овој ресор. Значи уште многу поодамна на дел од директорите на клиниката биле мета на истраги, кои заради тендерски постапки, кривични пријави имало, како завршувале случаите, некои биле заташкани, некои завршиле во фиока. Меѓутоа, ова почна реално, мене ми е клучна 2019 година. Од тука почнува? Од тука почнува. Јас од тука ги почнав текстовите во делот дека постои некоја мрежа на препродавање на лекови. Меѓутоа, во тој период ќе објавиш нешто, немаше никаква реакција, а реално ги немавме ни тие материјали со кои располагаме денес, ниту тие информации со кои располагаме денес. Клучно овде е биолошката терапија, скапата биолошка терапија. Таа беше воведена во 2019 година од страна на министерот Венко Филипче. Тоа се лекови, скапи лекови кои чинат 2000-4000 евра ампула па до 8000 евра ампула, само една ампула. Целта на оваа терапија беше да се подобри начинот на лекување на онколошките пациенти. Тоа е така наречена имунолошка. Значи биолошка или имунолошка терапија е иста, мислам, исто. Воведоа 30 такви лекови на клиниката и можеше да се каже дека пак на некој можен начин придонесоа за онколошките пациенти да можат подобро да се лекуваат во споредба со претходно. Со оглед на тоа што за некој одреден вид на карцином ти имаш цело време терапија, да речеме ракот на дојка, секогаш херцептинот постоел и тогаш, меѓутоа за рак на бубрек немало никакви лекови за лекување, значи дискриминирани беа и пациентите. Како една искра надеж. Тоа е како чекор напред и искра надеж. Сега во 2017 година доаѓа ново раководство на клиниката. Нормално економските директори не беа окинати, без разлика што и ВМРО ДПМН ги воведе, СДСМ цело време беше против нив, еве толку години се на власт. Економските директори уште фигурираат, барем на клиниките, на скопските клиники. И без врзан подпис на медицинскиот и на економскиот директор не може да се направи ништо на клиниката. Значи едниот од другиот зависат цело време. Во тој момент, мислам од тоа ние како барем основните се почна пред 6-7 месеци по разговор со неколку вработени на клиниката кои се охрабрија, меѓутоа тие сами дојдоа кај тебе, ти ги најде како? Да, сами дојдоа. Тоа беа вработени на клиниката. Вработени на клиниката и споделија на кој што најверојатно им дошло преку глава, да. Ја мислам дека на клиниката многу повеќе од јасно е кој го правел тоа, кои се луѓето кои се вмешани во ова, сите Подосна ќе се навратиме. Меѓутоа почна со двајца вработени од клиниката, сега тоа не е ни важно кои се охрабрија и решија да споделат. Мој беше после тие
информации, да проверам, така да тука почна се. Првично, јас искрено кога ги почнав текстовите, значи тоа не е прв пат нели да вадиш некој скандал, сепак не очекував дека било што тоа може да смени, па најмалку па дека ќе дојде до ова сега што се случува. И си ги почнав најнормално текстовите во стилот гледање со пациенти. Сега пациентите не можеме да ги ставиме во таа категорија на луѓе кои нели ќе ти пошто сите почнуваат од својата емотивна болка. И тука секој изнесува својата емотивна болка. Да, секој емоцијата многу преовладува, така да многу побитно е кога нели ќе збориш од внатре што се случува, затоа што сите знаат што се случува внатре. И првично почнува од нели како се одвива целиот пат на лекот, како се нормално јас знам дел, но не сум знаела како иде целата нели процедура. Како се одвивала целата таа шема? Па сега вака, значи самиот пат на лекот тргнува од тоа, кога ќе го добијат тендерот, нели лековите влегуваат на клиника, во клиничка аптека. Лекарот одлучува кој пациентот кој ќе биде кај него, каква терапија треба да прима, со потврда и подпис од директорот. Значи мора за таа биолошка терапија да има подпис од директорот. И се дава историјата на портирот, која носи до оделенската сестра. И на самата историја пишува, нели извештајот, пишува која е анамнезата, наодот на пациентот, дијагнозата и одоздола пишува кои се лековите кои треба да ги прима. Значи тука се да речеме од биолошка терапија во комбинација со нели други лекови кои нели можат да помогнат во целата нели оваа ситуација. Го земаат лекот од клиничка аптека. Тоа е нормалниот пат како се одвива. Го земаат лекот и оделенска сестра во посебна просторија, одредена за тоа, пошто се работи за јаки токсични лекови, значи во ризик се тука и вработените на клиниката. Не може секој да и секаде. Не може секој, значи тука има одредени оделенски сестри, го презема лекот од клиничка аптека и го растворат се тоа што треба нели да се одржи таа, дали е тоа хемотерапија, дали на пример херцептинот се става како инекција. Тоа останува кај нели начинот на кој го прави и се аплицира на самиот пациент. И сега од тука нели да речеме како пример, сега за да објасниме како може да изгледа, како може таа манипулација со терапијата, тука е биолошката терапија со авастин. Тоа е терапија исто доста скапа. И сега на пример две пациентки треба да примаат авастин, од кои една ампула содржи 1000 мг. Тоа е објавено во денешниот број на Фокус, 1000 мг. А се става терапијата според килажата на пациентките. Ако едната пациентка е послаба, за неа треба 800 мг. Другата пациентка е подебела, за неа треба 1500 мг. Значи тоа се 2300 мг што треба да бидат искористени за овие две пациентки. Меѓутоа, за тоа им се потребни 3 ампули, пошто се по 1000 мг. Сега тие 700 да речеме, остануваат како остаток. За они после треба да ги раздолжат во аптеката. Меѓутоа, они на пациентката, било која едната или другата, им кратат од терапиите и останува цела една ампула. Таа ампула после завршува чиста за работа. Сега, јас не можам да тврдам на кој, како, колку и што тама работа, многу од пациентите редовно и најнормално си ги примаат терапиите. Меѓутоа, тоа се правило. Сега, колку се правило и како се правило, мислам нормално дека јас дури сум свесна дека тоа не може ни јавно обвинителство да го докаже. Значи тоа ако не ги фатиш на дело во моментот, како може да се докаже? Меѓутоа тоа се само еден дел од манипулациите со терапии кои се правеле, а најмногу е засегната биолошката терапија затоа што е многу скапа. И имаат многу голем паричен ефект од тоа. Па тоа колку чини таа една ампула што ја рековме заработката? Па да речеме херцептинот е малку поевтина, за рак на дојка е околу 2000 евра. Другите се 3600 евра, 4000 евра, 5000 евра, само ампула. Добро, постоја информации за дека се користеле цитостатици, да речеме со поминат рок. Работите оделе дотаму што дел од лекарите, не знам колку е точно ова, затоа велам го работиш овој ресор, дали навистина има такви информации. Дел од лекарите давале, да речеме, инструкции дека на болните може да им се дава половичен лек. Да речеме, да им се стави минимално количество на лекот и другото да се разреди со физиолошки раствор. Всушност тоа беше најмногу спомнувано. Они ги раствараат и секако, значи тие лекови со физиолошки раствор. Меѓутоа сега дали да ја добиваат инструкцијата од лекарот,
Не сум сигурна, не можам или да знам. Или пак тоа си го прават на своја рака? Можат и самите одделенски сестри на своја рака да го направат тоа, затоа не можеме да речеме, значи тука има една шема на луѓе, меѓутоа дали само инструкцијата иде од самиот лекар, нели, или тоа може да биде одлука на одделенските сестри, а дека тоа се случувало, го докажува и моменталната ситуација на клиниката, бидејќи се преземени сите безбедносни мерки во моментот, за да се спречи во таа просторија кај што се растварат лековите да бидат присутни само 2 одделенски сестри, биле по 10 присутни и не се знаело кој што прави. Значи наместо било 2 отворена просторијата, да, било отворена просторијата, сега е затворена просторијата. Според тоа ја што го знам во моментот што е на клиниката. Биле по 10 сестри, значи немало контрола. Да, они спремаат по 200 терапии дневно, многу нормално е дека нели се брзи, го знаат тоа како. Али дека можат да манипулираат, можат да манипулираат. Дека може да биде без инструкција на лекарот, исто може. Дека може да биде во договор. Еве, јас знам дека еден од лекарите ветувал на многу од пациентите терапија, посебно на пациентите во терминална фаза, пред умирање. На нивните фамилии им ветувал дека ќе донесат лек од странство, Америка, тој лек ќе чини 1000 евра, 2000 евра. Мислам, сите сме свесни и ние како нели граѓани, знаеш како изгледа еден пациент пред умирање кога веќе е крајна фаза. Меѓутоа, кај луѓето надежта, нели, последна умира, така да парите се давани, а за разлика од тоа, на сестрите им вика, ќе ставите, да речеме, манитол. Манитол е лек против отоци. Витамин С, кортико, дексазон, антибиотик по потреба, лек за болка, да речеме, од тие. Се прави таа комбинација, таа како што ја викаат волшебна, се давала многу пациенти пред да починат, сметајќи дека даваат, мислам, нели, терапија која може да им помогне да им се продолжи животот. Сепак тука не се работи за пациенти за кои можеме да бидеме сигурни дека ќе се излечат од било кој вид на карцином. Може да биде рак на дојка и може нели да живее години и години, меѓутоа може да биде рак на дојка и може да зафати цело тело и да метастазира. Така да крајниот исход никогаш не се знае. Затоа тука и се злоупотребува на таа клиника толку и затоа што секако знаеш дека дел од пациентите нели починале и никој не може утре да докаже што примил тој пациент, како примил. Никој ништо не знае. Никој ништо не знае. А сите се надевале. Така. Ако пред известно време надлежните на онкологија тврдеа дека ја има таа иновативна биолошка терапија и така натаму, до меѓути стаса информациите дека пациентите се жалат, терапија нема. Сега прашањето, каде завршувала таа терапија? Па вака, се мислам дека тука не беше проблем околу тоа, кога веќе ќе се каже дека одреден вид на биолошка терапија ја нема на клиниката, повеќе беа спорно околу тендерските постапки. Мислам дека и Државниот завод за ревизија го покажа тоа, дека не им се поклопувале цените на лековите, се земале или на реверс лекови, дека клиниката беше тотален хаос. Значи до ноември 2022. Сега не знам, мислам дека повеќе се затегнати работите со оглед на случувањата, и тоа беше тотален хаос. Клиниката немаше стручен колегиум што треба да го има секоја клиника Секоја клиника мора да има стручен колегиум од сите раководители на одделенија, лекари кои ќе реферираат за сите пациенти денес. Мора таа клиника да има, сега е воведен, онколошки стручен колегиум кој ќе одлучува кои пациенти ќе примаат таа биолошка терапија, бидејќи не се сите пациенти за биолошка терапија. Мислам, таа работа кај ќе можат и да постигнат. На клиниката годинава се слеваат 86.000 пациенти. 4.000-5.000 нови и 86.000 низ годините нели што се лекувале, не знам што. Значи само сега нели да не испадне дека се е критикување, факт е дека сите пациенти болни има во одделение, има акцелератори во Битола. И таму онколошкото одделение уопште не функционира. Сите пациенти на ниво на Македонија се сливаат на таа клиника. Дека факт е дека таму бројката е огромна. Тоа уште дополнително овозможува нели да можат одредени луѓе да манипулираат со терапиите на пациентите. Меѓутоа, многу од лекарите не може ни да се постигне со оглед на тоа што кога ќе влезеш на клиниката е тотален хаос, значи доле шалтерите е вака преполно. Кај лекарите се кона лицитација, гужва, чекаат луѓето по 5 сати за да влезат кај лекар или после за да примаат хемотерапија. Мислам, не може една клиника, нели, без разлика колку и да е моќна и не знам што и колку лекари да има, не може да го издржи тој капацитет на пациент. Така. Со кои лекови
Имаш ли информација, да речеме, најчесто се правеле тие манипулации и кога прашав каде завршувала таа терапија, освен тоа што спомнавме дека дел си завршувала во нечии џебови, па била распределена и така натаму, имаш информации за препродажба на Косово, па на Бугарија, во Бугарија и така натаму. Сега ние нели тоа не можеш ни да го потврдиш, мислам тама не е работа како новинари. Меѓутоа да, последните моабити информации јас што ги имам дека се на Косово продаваат. Се работи... Исто како што последно што слушам, значи јас не го работам тој ресор, меѓутоа многу често слушам и мислам дека е познато јавна тајна во јавноста дека термините се даваат на, да речеме, луѓе од Косово наместо на македонски граѓани. Да, многу да. Исто тој дел сакам да го нагласам дека многу од косовските пациенти исто се лекуваат тука на клиниката. А дури мислам дека не се ни заведени како се заведуваат како пациенти, добиваат нели таа скапа терапија на сметка на државата, а они уопште немаат ни право тоа да го прават, затоа што они се терапијата ја добиваат на сметка на државата. Сметка нормално на државата. И сега мислам и тука има тоа е посебна шема со тие пациенти, тоа мислам планираме тек тој дел да го разработиме, затоа што сите случувања не може да се постигне да се опише во еден број, без разлика што кај нас нели во неделникот се 6-7 страни. Сепак терапијата, да речеме, еве на пример одредени терапии кои лекови, мислам биолошки терапии кои биле изнесувани од клиниката, не биле само договарани со лекар или преку лекар, тука биле од лекар, директори поранешни, значи сепак поранешни директори, да. Медицински сестри, понекоја медицинска сестра, доста клучна улога играат одделенските сестри на клиниката кај што се прават растворите, секретарки, без секретарки никаде не оди? Возачи и чувар има кој не е вработен на клиниката, надвор од клиниката, меѓутоа е чувар во друг здравствен дом во Скопје, така да и тој има улога во оваа шема. Сега не е моја, јас ги знам имињата на сите фармацевти. Значи не е моја јас да ги споделам имињата, се води истрага. Мислам како новинари не можеме никој да обвиниме. Може ли да откриеме што носи новата приказна во Фокус? Мислам дека насловот беше кој е главата на октоподот и до каде стигнувале пипките? Па добро, тука е објасната целата шема кои се луѓето кои се... Дори мислам дека и одделот е нагласен. Само што не се спомнати имињата, туку... Имињата, другото да, другото се е посочено, може да директно се препознаат кои се луѓето. Мислам сепак нели... Ете, тоа е едно олеснување за истражните органи. Па да, мислам дека не пак ќе повторам наше да ги кажеме имињата. Меѓутоа се посочи. Сите се посочени, кои се, сите. Сега може они имаат и повеќе шеми, за таа ние што знаеме се работи највеќе за одделот дојка на клиниката, значи тоа е кажано. Таа е најмногу засегната? Таа е најмногу засегната, да. И таму има повеќе лекари, не се сите лекари, тама работа. Мислам, факт е дека многу лекари на клиниката честно си ја вршат работата. Дека има многу големи професионалци на таа клиника, тоа го кажувам и во текстот, го нагласувам и сакам пак да го нагласам, значи не може да бидат мета на нели сега кај нас и лекарската комора и политичарите повика не може сите лекари да бидат и да генерализираме, тама работа. Да бидат заштитени од јавниот линч. Точно, значи секој треба да се одговара за тоа што правел. Во моментот знам дека на одделот доле се преземани дополнителни мерки од страна на актуелното раководство. Дека сега претходно се правеле некои, да речеме, терапии во одредени простори, дека све тоа се прави сега во дневна болница. И дека тоа како поука сега. Да, мислам како поука и дека бараат секој можен начин или да овозможат пациентите да ја примаат соодветната терапија која мора да ја примаат и сега јас ништо не можам да гарантирам, но знам дека многу по безбедносни мерки се преземани во последните 10 месеци. Тоа значи посебно дека... сега после
случувањата. Сега веќе сигурно и ќе Да, мора, и затоа што претходно се гневот и воведени- бесот кај јавноста е голем. Да. И претходно се воведени мерки за тоа што очигледно некој бил свесен и знаел дека се дешаваат одредени работи, па почнало малку порано, али сега е многу повеќе затегнато. Тоа значи дека актуелната директорка добро ја врши работата, Па, мислам, запознаена да. со ситуацијата? Па мислам да, значи сега јас како лекар ја познам како лекар како голем стручњак и верувам дека од тоа ја што го знам дека се труди во моментот, па и претходно кога нели дојде на клиниката, да ги среди работите кои претходно беа доста анархични. И во однос на хаосот нели на клиниката, и во однос на закажување за снимања, и во однос на нели најобичните и банални работи кои беа хаотични на клиниката. Значи таму не се знаеше на кој шалтер колку пациенти чекаат. Не се знаеше, немаше никаква организација, нема стручни колегиуми, нема онколошки конзили, плюс она е тука иземана, за разлика од претходното раководство. 12 раководители подпишуваат сега кој може да прима пациент биолошка терапија, она тоа не го прави. Претходното раководство мислам дека подписот зависел од директорот. Така да има доста промени направено на клиниката и јас се надевам. Тоа значи дека името на еден екс-директор кој што беше многу често спомнувано се поврзува во приказната. Па сега дали се поврзува или не знам, тоа ќе го кажат, нели? Пак кажувам, не сум јас таа што треба да го каже, меѓутоа еве да видиме како ќе излезат. Верувате на Меджити како прв човек на тој ресор и на неговите убедувања? Или тоа е дел од собирањето на политички поени? Да, тоа дефинитивно. Значи јас кажав дека приказната ќе искористат партиите. Мислам, гледам и не го сакам тоа. Реално на протестот видов многу луѓе кои реално имаат проблеми. Ја злоупотребија и го Ја злоупотребија, значи ние работата да собираме поени сега да викаме јас како Мицковски за 24 сати ќе го решам, не се решава за 24 сати. Ја не сум истражен орган, но знам колку медицински истории има таму. Знам колку медицински истории треба да се нели вештачат, прават што и да треба да се прават. Меѓутоа не се решава дефинитивно за 24 сати, треба време, тоа се многу пациенти, зависи се што е земено од клиниката, освен нели од земените компјутери, не знам, друго не знам што е земено. Меѓутоа оваа работа не се решава за една недела, треба да бидеме искрени. Многу материјали се во прашање, многу луѓе се во прашање, така да јас само се надевам и прв пат имам некоја искрена надеж дека мислам нешто, барем од нешто ќе мрди. А тоа ќе биде полука, претпоставувам и за другите, затоа што скапата биолошка терапија не се користи само на оваа клиника. Се користи уште на неколку други клиники и со оглед на тоа после случувањата со онкологија мене лавина од пациенти ми се јавија кои имаат слични проблеми на други клиники. Значи се отвараат сега нови полиња за истражување. Ме интересира како се дрзнале вашите извори на информации, лекарите кои што дошле да го пријават, да ја пријават случката, скандалот, да дојдат кај вас. Како се ослободиле од тие стеги, а биле претходно советување дека нема нивните имиња да бидат спомнати, тоа сигурно. Значи мислам тие имиња. Да, тоа сигурно, меѓутоа. Да, меѓутоа прелила чашата, значи тоа било. Значи луѓето дојдоа со такви детали, такви информации за случувањето што глава боли. Реално слушаш и не се верува дека такво нешто се дешава и викаат окей, значи више крајно време е да се стави крај на ова. Значи сепак има честни луѓе кои нели ја мислам дека на клиниката имало околу 40 луѓе кои се потпишале на список кои сакале да го кажат тоа. Јавно никој не следи. Ја такви информации имам. Меѓутоа кај мене дојдоа двајца и споделија што има да споделат. Сега после еден од текстовите со демант се јави и дојде во редакцијата економскиот директор на клиниката. Кога напишавме во текстот дека неговата мајка била на клиниката за онкологија и дека била онколошки пациент. Меѓутоа ние во текстот не кажавме дека се работи за неговата мајка, туку беше кажано блиска роднина на економскиот директор Нехат Нухи. Така беше. Во текстот. Добро, и тој дојде и сам се издаде? Тој дојде и сам кажа дека се работи за мајка му во демантот, викаме никаде јасно. Добро, била болна? Не била болна мајка му на него, значи меѓутоа се лекувала таму. Он ми вика, он демантираше и кажа дека ја напишав дека е онколошки пациент, дека била третирана како онколошки пациент и стојам за тоа. Он вика дека не е точно тоа, дека во време на ковид пандемијата немало капацитети на другите болници и поради пребукираност била примана на клиниката.
и дека од тие причини клиниката била ковид центар, мислам дека тоа го повтори и во интервјуто вчера што го имаше. Меѓутоа клиниката за онкологија никогаш не била ковид центар, никогаш, значи не била ковид центар, нити имала можност да биде со оглед на бројот на пациенти таму. Тоа е едно. Второ, јас знам дека неговата мајка не била болна од карцином, меѓутоа во медицинската историја е напишена дека боледува од рак на бели дробови. Еве тоа ексклузивно го кажувам, значи напишена дека боледува од рак на бели дробови, дијагнозата е таа. А од клиниката излегува со дијагноза анемија. Значи, он демантираше, сам кажа дека е мајка му. Дури во демантот имаше како можам јас, како син, да ја правам мајка ми болна, верата не ми дозволува. Еве, во документот стои дека неговата мајка била со дијагноза рак на бели дробови. Останав без зборови. Сакав само на основа на ова, само да го надоврзам прашањето. Еве, значи се потврдуваат информациите дека работите оделе дотаму што лекари, а еве како што рековте вие и дури економскиот директор, ги злоупотребувале починатите пациенти или пациенти во терминална фаза. Да, има пациент од 2014 кој фигурира во системот. Тука ја препишувале таа имунолошка терапија и тука завршувала. И сега нели ние не можеме да дојдеме до сите тие фиктивни пациенти, починати пациенти, меѓутоа очигледно во системот постојат, во системот постојат доста пациенти чии имиња биле злоупотребени. Значи постои такво? Постои, да. Еве мајката фигурира како онколошки пациент, а не онколошки пациент. Лекарската комора, лекарската фела, како што рековме и претходно, побара да не се ставаат сите лекари во ист кош и да се заштитат од јавен линч. Тука беше и Таравари со еден напис кој што рече дека се срами, дека му се гади од сето ова, дека тие алармирале за скандалот, за ситуацијата на онкологија уште во 2022, меѓутоа немало никаква реакција. И сега прашањето ми е дали вашата реакција, дали вашите текстови можат да го разбудат пулсот на надлежните и конечно да се дојде до некаков позитивен епилог во целата ова трагедија, така речено. Па јас во текстовите мислам се потрудив да ги дадам сите можни детали. Значи, може партиите алармирали, исто и ВМРО ДПМН излезе дека алармирале, но кога ќе отвориш со што алармирале, они ништо конкретно не кажуваат. Да се крадат лекови, знаеме од новинарските текстови. Мислам тоа не е ништо. Значи, тоа го знам и јас. Секогаш се чека некој друг да ја одработи работата. Тоа го знам и јас. И јас објавив дека сестрата на онкологија, кога излезе од МВР соопштението дека вработена крадела, објавив дека за тоа сега ќе објавив дека сестрата, тоа беше фокус дознава баш дека сестрата е на онкологија. И јас лично се јавив на онкологија и прашав зошто сестрата не е суспендирана. Мислам, не е била суспендирана или не е суспендирана, затоа што се јавуваат сега како зборуваат во јавноста. Била суспендирана, па после 6 месеци ја вратиле затоа што вршила притисок дека наводно ќе ја открие целата мрежа и сите имиња кои што биле инволвирани во случајот. Информациите дури дотаму дека земала, сега карикирам, 80.000 евра ставила во джеп па ја напуштила во државата. Што е тука помеѓу? Она не е во државата тоа, да. Не е во државата. Не е во државата. Мислам дека не можат ни да ја добијат од, мислам, покани да ја праќале од обвинителство, не можат да ја лоцираат, мислам дека не е во државата. Меѓутоа, она била фатена директно како ги зима лековите. И била пријавена и полиција на лице место ја фаќа. Тоа е вториот пат. Првиот пат се случува во 2020 година. Со истата жена. Истата сестра. Значи во 2020 година она работи на клиниката 10 години. Блиска е до претходното раководство на клиниката. И ја суспендирале од клиниката со оглед на тоа што била поднесена кривична пријава или сега не знам до кај е тој случај, мислам дека уште ништо не е разрешено. Јас се јавив во клиниката уште наредниот ден кога разбрав дека се работи за истата сестра и прашав, сега не е битно, мислам, кој ми кажа дека според закон за работни односи, додека не се потврди дека она тоа го направила и истрагата не го докаже тоа, они немаат право повеќе од 6 месеци, колку што е суспендирана, да ја избркаат од работа. И затоа она е вратена на работа. Она по истото дело го повторува во 2023 и новата директорка за 2 недели дава отказ. Што значи законот за работни односи. Тоа значи сегашната актуелна. Значи да, актуелната директорка и дава отказ за 2 недели од моментот кога ја фаќа полицијата. А што значи тоа била блиска со претходното раководство?
Во роднински врски? Не, А, не. Партиски. Не партиски. Имале окей комуникација во... Так. Колегијална. Не знам, да. Инаку да, мислам претходно не знам, нели зборевме за делот со роднините, да, имало многу роднини на делот директорите на одделот. Сега ги мислам, не сигурно 15 луѓе повеќе, кои работеле на шалтер, кои работеле во аптека. Тоа се роднини на директорите? Да, роднини на директорите и дел од нив више добиле, мислам им се прекинати да говорите во моментот. Тоа го објавувам ја и во последниот број, сега на неделя. Кога е тргнато до потреба като системот, Ирена? Знаеме ли? Па вака, значи като системот е тргнат во 2017 година, кога доаѓа новото раководство на клиниката. Претходно мислам дека го вовел Милан Ристевски од поранешниот директор. Тој като систем јас го пишував пред 2 броја, да, мислам дека 2 броја. Тој като систем преку баркодови точно го следи целиот пат на лекот. И тука барем е еден од начините на кој не може да се направи манипулација. Меѓутоа во 2017 се трга. Која е причината, не знам. И се олеснува многу патот. Патот се олеснува многу, да, повеќе од тогаш и во тој момент што можело. Сега исто прашав дали тој като систем може да се врати, сега клиниката има проблем, превише е задолжена. Многу пари даваат за скапа биолошка терапија. 20 милиони евра, така имаше нешто? Да, 20 милиони евра беше долгот, мислам дека е сега поднамален, без разлика на тоа во моментот е дека тој като систем исто вреди многу пари и за нели да се врати, ни тогаш не бил целосно допремен, па требаат уште многу работи, требаат дополнителни пари. Они располагаат со тоа што располагаат. Затоа што сега почна да се препукуваат партиите затоа што бил на СДСМ, па сега затоа што бил на ВМРО, па сега СДСМ. Значи партиите искористија целата приказна и ја злоупотребија. Тука нема збор. Мене ми е битно дека предметот стигна во предистражна постапка и дека они треба да го решат. Тоа ми е битно. На партиите, мислам на нас многу ни е јасно дека секој сака да добие поени, многу лошо е да ги добиваш поените нели на грбот на народот. Посебно во ваква ситуација како што е ситуацијата со онкологија. И јас и апелирам и кажав и тогаш дека најот се што мене ми иритира во приказната е дека партиите сакаат тука да ги добијат политичките поени. Кога ќе има еден протест, мислам дека редно е да се остават граѓаните кои сериозно имале проблеми, кои сериозно имаат проблеми, кои имаат изгубени фамилии, семејства на таа клиника или на било која, значи они да си ги кажат нивните мајки, како што се неколку онколошки пациенти што секоја вечер протестираат нели пред јавно обвинителство, е дека тука тоа е релевантно. Вака кога ќе дојдеш ти со не знам СДСМ ваков, ВМРО ваков, со такви транспаренти, одма му даваш боја на самиот протест. Мислам дека треба да си ги остават пациентите, доволен број на пациенти се, мислам, многу жално е што таа болест повеќе и повеќе напредува, многу жално е што зазема се поголеми размери, е втора болест по кардиоваскуларните заболувања во државата. Секоја година бројот на пациенти, ако бил лани 3700, сега е 4700-800, тоа се 1000 пациенти, што не е мала бројка, повеќе. Кои се причините нели што се зголемуваат бројките, до сега реално никој не ги открил, ние можеме да нагаѓаме загадување ово она, меѓутоа тоа оставаме нели на тие што треба да го откријат. Сепак мислам дека политиката најмалку треба да игра улога во случајот онкологија. Нивно е како партии да си дадат своји ставови, но не и да се мешаат во протестите каде што народ искрено и од чисто срце протестира поради болката која има. Не го докажавме мислата за като системот, како сега тоа ќе се регулира? Па не знам дали би се регулирало, јас тоа што имам информации, сега во зависност од тоа меѓутоа ако донесат некоја дополнителна одлука, па мислам дополнително пари да се дадат за тоа, мислам дека ќе го воведат, немаат проблем да го воведат, мислам дека парите се во моментот проблем. Дали ќе донесат таква одлука, тоа не знам. Единствено знам дека таа е главната причина. Дека клиниката во мислам, тоа не го имам и напишано, но клиниката во моментот се соочува со голем број на тужби. Значи многу тужби има од добавувачи на лекови до медицински апарати, до така да тешко новие сега што управуваат со неа. Со клиниката. Само да те прашам, дали се соочуваш со притисоци после се тоа изнесено? Па вака сега, директни не.
Значи идеме од тоа, почнуваме нели демант, со тоа што ќе демантираме па завршува демантот за да се намали штетата која ќе ја побараме, очигледно мислат на тужба. Мене искрено да кажам, јас си стојам позади секој збор што го имам напишано, можат слободно да тужат. Сега после овој текст не знам какви би биле реакциите. До сега се излезени многу текстови се излезени, меѓутоа во неделникот се опфатно како што се излезени се 5 текста. Јас планирам да ја продолжам темата во наредниот број. Така. Има ли некои нови бомбастични информации кои што ги има Мулачка? Па да. Има и мислам дека да, и дека јавноста треба да биде нешто. Па дека треба да биде кога веќе нели тргна работата, мислам дека треба да се отвори целата. Па да се изнесе и конечно да се стави крај. Па се надевам дека тоа ќе биде поука од моменталната состојба на клиниката, мислам дека така, освен што се затегнати работите и самиот персонал на клиниката е исплашен ли, не знам. Али се гледа дека е подсмирена работата. Исплашен од раководството, исплашен не од раководството. Па мислам од тоа што излегува, да. Така. Мислам дека се може да биде тоа на некој начин би влијаело да не манипулираат со терапии, да се средат нели па повеќе колку ќе се средат сега. Не можат луѓето да се фатат на некој начин би можело да биде иницијалната каписла за создавање на тој притисок и да се врати малку свеста. Па верувам дека тоа би влијаело. Искрено ја не очекував ваков исход. Шокирана сум дека тоа предизвика такви реакции. Па сега и жално е што на таков начин. Жално е да што на таков начин и се надевам сега дека надлежните институции редно време да си ја завршат работата како што треба. Очекуваш дека ќе бидеш повикана за Па на тоа не би сакала да коментирам. Така. Добро, и дали имаш информации, претходно малку спомна дека проблемите не се вакви, не се само на оваа клиника, имаш информации за други клиники. За други клиники? Каде прилика? Или? Па, дај да ја завршиме прво онкологија, па да почнеме со другите клиники. Неколку клиники се на кои исто е скапата биолошка терапија и на која зависи дефинитивно животот на пациентите. Да се надеваме дека ваквите скандали и ваквите проблеми нема да се повторуваат, посебно не во најгорливиот ресор, каде што граѓаните треба да имаат најголема доверба, тоа е здравството. Да се надеваме дека истрагата ќе покаже резултати и ќе го доведе случајот до крај, ќе се расчисти кои се злосторниците на ова злодело. Ние како новинари што ни останува, ние ги очекуваме твоите текстови, да видиме што се случува и каде се кријат проблемите и во иднина да се надеваме дека можеби ќе пишуваме за подобри теми. Да, искрено и јас така се надевам. Ти благодарам за ова гостување. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Поздрав и секое добро.